Ракометарите на Текстилец со фантастично второ полувреме се врати од минус 11 гола негатива, но на крајот загубија со 38-36 од Иехона во гостивар во рамки на 10-тото коло на првата ракометна лига. Иехон имаше одличен старт на мечот, резултатската разлика која постојано наградуваше во 45-та минута од средбата, истата беше 29-18 за Иехона, односно 11 гола предност. При ваква голема негатива, екипата од градот Потисторот успеа да ја намали предност истата во целост да ја стопи за да дојде до 34 на 2 минути пред крајот. Во финишот Селмани Салиу реализира за 36-34, а Јовановски изработи исклучување, па последните 57 секунди Штипени ги одигра со играч помалку. Во финишот на мечот немаше сили Текстилец за комплетно изненадување, загуби со 38-36. Аде Салиу беше прво име кај Иехона со 11 гола, а па кај Текстилец истакна Филип Джинес кој имаше 12 реализации, но не беа доволни за бодовите да заменат во Штип. Дефинитивно ова беше доста ефикасен натпревар со многу погодоци и голема борба за бодовите, а Штипени беа пред голем подвиг, но без сили за истиот да има среќен крај. Овче поле на домашен терен загуби од екипата на Аеродром, резултатот во Свети Николе беше 24-30. Финерџијата Кичо немаше сили за шампион и дома беше поразен со 22-36, а пак Македонија Ѓорче Петров со 32-20 го декласираше тимот на Преспа. Младост го доби дербито со Драчо Јуниор кој само во почетокот беше дерби, а потоа тимот од Богданци се разигра и го декласираше скопскиот тим со 38-26. Прво име кај Млаус беше Даниел Андоновски со 11 гола, го следеа Зоран Стојановски со 9 и Лазар Адамовиќ со 7 погодоци, додека пак голманот Кристијан Костадиновски се истакна со 20 интервенции. Кај гостинот се истакна Ѓорги Дука со 4 гола. Надпревар до автокоманда меѓу Мултиесенси и Партизан не се одигра, бидејќи гостинскиот тим од Гевгелија немаше доволно играчи на записникот, односно немаше 12 ракометари според пропозициите за да го започне надпреварот. Овој меч е регистриран со службен резултат од 10-0 за домакинот. Младост останува единствен непоразен тим и се наоѓа на врвот со максимални 18 бодови. Втори Мултиесен со 16 бодови, а по 14 бодови имаат Вардар Неготион и Драчо Јуниор за делба на третата позиција. Иехона сега се искачи на петото место со 10 бодови, а толку има и Македонија Ѓорче Петров како и Текстилец. Аеродром и Овче поле по 8 бодови го делат 8-то место. 7 бодови има Партизан, 2 бодови има Преспа и шампион, а на последното 13-то место со 10 порази во низа е Кичево и на своето конто има минус 1